врвот на духовноста, браќе и сестри, е мачеништвото. Ке рече човек, па како мачеништвото кога во ова наше време дури нема ни мачеништво, значи нема ни врв на духовноста. Некој ако пости, некој ако се моли, некој ако прави добри дела, мислиме дека врвот на духовноста го достигнал. Зашто повеќето, за жал, ни тоа не го прават. Меѓутоа, имало една епоха во пред можда 17 години и повеќе, кога верата се докажувала со мачеништво. Веруваш, значи да бидеш спремен на мачеништво. Така се случило и со светата Марина, зашто израснала во една божечко семејство, каде и татко и се откажал кога постанала христијанка. Сега скоро да не можете да најдете, иако не им е драго, кога заминуваат монаси или монахињи, некои родителите скоро да се откажуваат од нив. Ама нема да ги предадат на мачеништво, зашто нема мачеништво во епохата во која што живееме. Меѓутоа, во времето во кое живее света Марина, има мачеништво. Кој нема да принесе жртва на идолите, ќе го подложат на мачеништво. И така е подложена света Марина. Меѓутоа, на тој начин го достига и врвот на духовноста. Зашто едно е да постиш, едно е да се молиш, а друго е да подлегнеш на мачеништво. Можете да замислите колку се страшни тие патишта кога човек ќе тргне по мачеништво. Какво мачеништво можете да замислите сурово имало во тоа време. Ги кубеле ноктите, ги кршеле коските и така можело да остане човек подолго време. Така света маченица Марина ја ставиле и во затвор така измачена. Со какви болки може да биде, само Господ може да даде утеха и заздравување на болките. И тој и го добива тоа од Господа. Во затворот, после мачеништвото, им се јавуваат и демоните. Многу пати, ако ја видите света Марина на икона, како да ги држи демоните во раката, и така и направила. На вистината, со самото тоа што е мачена заради Христа, ги врзала демоните. И тоа го покажува низиниот живот, низиното житие, значи, кое и денеска, после толку векови, го објавуваме, го прославуваме, затоа што е живот од кој можеме да се поучиме. А на што да се поучиме? Дека нема поважно ништо од верата. Верата не е важното, се друго може да правиме во живот. Ама ако ја немаме верата, се сме изгубиле, зашто еден ден ќе си заминеме од овој живот. И се ќе оставиме како ништо да не било. Затоа е потребно да се трудиме, да имаме духовен живот. А духовниот живот се разликува од световниот живот. Не е исто да си живееш во обичаен световен живот и да мислиш дека можеш духовено да живееш. Тие се различни. Гледаме разликата токму е во животот на светителите, во животот на света Марина. Ако света Марина се согласила да принесе жртва на идолите, никогаш нема да биде мачена. Ма,
Неистината смисла на верата била таа дека тие кипови, а тоа се идолите, не можат ни да примат жртва, а камоли да дадат помош на луѓето. Затоа, браќи и сестри, секогаш да се трудиме животот на светителите да ни биде углед со кој ние го управуваме живот. Не може и живот да имаме. Не може ние да имаме живот како Света Марина, ама можеме да се поучиме. А што? Дека мачеништвото е врвот на духовноста. Дека човек кој е измачен во животот, не само по обични мајки, затоа што нема пари, да кажеме, и затоа е измачен, туку мачен е за верата. Тој човек има благослов од Господа. Милоста на Бога да биде со сите вас, да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот.